Да. 8 март е денот на жената, а по тој повод колегиумот на вчерашни подготви еден подарок за Јелена. Само момент. Мојата Јелена. Мојата Јелена е мила и нежна како свила. Таа е убава како шарен цвет, најубав во целиот свет. Таа е како сонце што ме грее и кога ме крати у збор како да ми пее. Мојата Јелена. Мојата Јелена е многу драга, секогаш весела, со насмевка блага. Па барем ти да ја напишеш, бе, а не од син ти да препишуваш. Признај од него дека си ја препиш. Лека ноќ, Македонија. Лека ноќ и од мене. Јас... Доволно е, Ацо, истече времето. Еве што следува. Ексклузивно, примена на новата придавка национален, национално, национална. И виното од каде? Национална каменитан. Дознаваме како беше одбележан денот на жената во една фабрика за текстил. Шокантно, нови мерки во македонската армија. Вака сме многу министри. Вака. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. И ова лето помини си фараонски во Египет со савана. All inclusive сместување во хотел со 4 звезди и авиокарта по цени од 329 евра. Уплатите се веќе започнати. Не чекај, пакувај се за лето 2019 со савана. Тажна вест. Бомбите кои ги поседува СЈО ќе бидат уништени и нема да се користат како докази, соопшти Министерството за правда по налог на владата. Од ВМРО критикуваат за негрижата на СДСМ кон јавните добра. Именно харддисковите кои ВМРО ги набавија ќе бидат уништени со сецко, дробилици, раката на тато и паверџусерот на Джегла Лейн. Тие предлагаат повторно користење или second hand на англиски за симнување на Game of Thrones, Twin Peaks, породично благо, La Usurpadora или одмазничка како беше, Rebelde Way со сецедињата, Касандра и слично. Председателскиот кандидат, поддржан од СДСМ Стево Пендаровски, изјави дека наводно е следен од странски служби блиски на опозицијата, кој ги забележал откако наводно се возел со своето југо на водно, кое го пријавил во анкетниот лист. Штом иден председател на држава изјавува за одредени индиција, алудира на одредено следење од одредени служби од опозицијата. Како што изјави Пендаровски, тој ги забележал одредените странски служби како го следат откако секогаш истите одредени двајца луѓе се појавувале да му помогнат да го турни старото југо кое го вози 20 години, а евидентно има проблем со палењето.
На почеток, ова му делувало како случајност, но потоа сватил дека е следен откако истите одредени оделе по него додека тој го возел југото. За сега тој не открива дали го следи и одредено жолто комбе. А додека Пендаровски е следен од тајни служби, неговата противкандидатка Силјана Гордановска не ја остава случајноста на ништо, па таа сама им кажува на граѓаните каде се движи и што прави. Над нас небо и се прашува каде се нашите проблеми? На земјата или на небото? Како што велат експертите кои не се сигурни кој независен партиски кандидат ќе победи, но доколку се случи Силјановска да изгуби на председателските избори, таа сигурно може да стане победник на Струшките вечери на поезијата, што е вин-вин ситуација за неа. Се очекува на крајот на кампањата таа да издаде и книга со незините најдобри поеми за проблемите меѓу небото и земјата. Според договорот од Преспа, стапија во сила и новите имиња каде што придавката македонски се менува со национален. Така, македонската радиотелевизија е национална радиотелевизија, македонската опера и балет е национална опера и балет. Долг е списокот. Сигурно ова ништо нема да смени во животот на граѓаните. Но наше е да провериме, затоа го имаме Ланчо на терен. Ништо вие немате на терен. Ајде, дечки, живе. Ајде, добре. Как да бе, Ланчо од Звезда национална. Немам друга работа, кој работи овде? Келнер, јела вам бе. Ова држа. Изолта. Слушај, ќе ни пуштиш уште една ваква национална салата? И виното од кај те? Национална каменитан. Па за мене едно винце, а за Ланчо национално пиво уште едно. Значи национално кажано, едно намештајче. Намештај, нели беше шприца? Па нели беше да? Добро, мај. Значи, многу ми се свија вака кога ќе се седнеме тројца да ќе се набием. Но како ви тоа национални шуми? Абе, како е, остај ти национални шуми. Луѓе си крајат национални дрва и ништо не можеш да им правиш тука што е. Него не сме дојдени за работа, да ти викнам нека песна, може? Може, бе, знае. Дечки! Ајде. Господа, повелете? Вако, ај почнете ова, како се викаш, едно име имаме. Таа повеќе не е на репертоар. Не. Повеќе не е на репертоара? Па добро е она македонско девојче. Дечки, извинете, не можам да го слушам ова. Да прекинеме малку совестите, само малку. Ацо, соземи се. Деновиве голем број државни институции добија нови имиња. Меѓу другите, Македонската опера и балет или МОБ ќе се преименува во Национална опера и балет, скратено НОП. Во таа чест екипата на вчерашни во име на Сојузот на борците и додели партизанска споменица на една од учесничките во НОП. Вецко, не ти изгледа девојче многу малечко за да учествува во НОП? Ацо, светот на младите останува. А вие бидете чекор за ците. Јелена, која е следната новост во вчерашни? Следната новост предлагам да ја погледнеме заедно. Еве зашто станува збор. Денеска на ден прочка се сретна премиерот Зоран Заев и оној што сака да е премиер на идните избори, Христијан Мицковски. Се очекува во духот на празникот, на простувањето, тие да си простат меѓу себе за тешките зборови што си ги упатиле. А може ќе падне и некоја нова амнестија, ако не и коалиција СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ, која ќе го сплоти народот. Во странство. Ла-ла. А сега една успешна приказна. Гледаме едно македонско предпријатие кое се справува со предизвиците и пред зададените рокови, што е реткост или раритет, што би рекле некои пописмени во оваа земја. Така е, Јелена. На линго имаме директорот на Македонија Пат или Северна Македонија Пат, како и да се вика сега, кој ќе ни каже збор 2 за успешноста на предпријатието. Најпрвин сакам да упатам еден поздрав до вашите гледачи. Значи, ако може да бидеме нескромни оваа година, сметам дека можеме, ние од Македонија Пат или
пат на Северна Македонија или Северен пат на Македонија, не знам више како се викаме, можеме да кажеме дека оваа година успешно се соочивме со предизвиците што ги имавме со снегот. Молам? Што молам? Значи, нас ни беше планирано да ги изчистиме регионалните и магистралните патишта најдосна до јуни. А сега кој што гледате е март и нема више снег. Значи, ние сме си ја завршиле нашата работа. Честитки! А кој е планот за дупките на патиштата? Ноември. Шо ноември? До тогаш ќе ги средите? Не, значи ние во ноември планираме да падне снег и да ги поклопи сите тие дупки. Башка во ноември никој не се замара со дупките на патиштата, сите се замараат со неисчистените патишта. Само треба да ти текне, да имаш план. Пред вестник на пролета ти е, кој ќе видиш ова жениве диета дека држат, тоа 100% ти е више пролетиде. Минатиот викенд или на македонски кажано сабота и недела на подрачјето на сите сектори за внатрешни работи спроведена е акциска контрола кај 1300 возачи за откривање на возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол. Кај 177 возачи е утврдено присуство на алкохол во крвта, поточно на територија на СВР Скопје 39, СВР Тетово 15, СВР Велес 18, СВР Гулинце 25, СВР Пухче 27, СВР Волче 17, СВР Ерековци 11 и СВР Бонче 25 и други видови СВР. Поради лошите резултати на крвта кај возачите, МВР најави нова тактика која за жал не е ваучер за такси за пијани возачи, туку мобилна бариста единица што ќе нуди кафе за отрезнување. Новата кафемат единица на МВР, опремена со еспресо машина и плинско, на интоксираните возачи ќе им нуди бесплатни еспресо, макијато, лате капучино, фредо капучино, фрапе метрио, ајс кафе со чоколадо, ајс кафе со ванила, ајс кафе со шумско овошје, капучино без пена, само со шлак, фрапучино, мало макијато, продолжено еспресо, макијато со ладно млеко и други видови на кафе и друго. Јецо, понекогаш се прашувам што и фали на држава. Реформи во правниот систем, повисоки плати и пензии, подобро образование, можности за младите да работат, подобра патна и железничка инфраструктура, борба со корупцијата, да продолжам? Да. Созбивање на непотизмот, зголемување на стандардот на студентите, подобрување на состојбата на социјално ранливите семејства, Никола Груевски, авион за владата. Добро, доста. Доста ми влагаш у збор, човече. Па ти ми кажа да набројувам. Доста ти реков. На државата и фалат и 600 доктори, според министерче Филип. Но како што велат од Министерството за здравство, ова не е проблем, туку предизвик, а за овој предизвик тие имаат две решенија. Или ќе ги најдат неопходните 600 доктори, или ќе се надеваат на намалување на бројот на болни, со што не би се почувствувал недостатокот на доктори. Затоа, јадите овошје, зеленчук и тофу, за да не се осети дека фалат доктори. Дали државата на вистина има потреба од купување нов владин авион? Експертите од владата се убедени во итноста на оваа мерка, додека пак другите и слично сметаат дека има и поважни работи. Милиона? Кажи, Верче. Генерал Стојановски е тука. Нека влези. Пута 20. Повели, генерале? Се извинувам што ви сметам, јас само да ве прашам едно прашање. Овие од пожарнава, од пожарникариве што се од Тетово. 6 пат више кој има пожар, од нас зимаат возила, бараат да им даеме цистерни, камиони. Супер, им давате? Не им даваме ние сме војска, одговорни сме него. Супер, да им давате. Зборот ми беше, вие сте министер у влада сте тамо, да го замолите премиерот, ако може да одвоите некако буџет, ипак против пожарни возила, пожари се дешаваат, пошто и нашие може да се... Генерале, ке има. Значи ке има. Немој да се секира, значи тоа ни е у програм. Тоа само, знаеш, мора авион да земе прво. Значи многу ни е битно авион да земе. Вака сме многу министри, вака. Оделени е еден тон, значи нема кој кај да се сврди. Мораме да земе еден авион. После авионот да го земе, ќе биде се. Не, авион. Се извинам само, може ли да го извадам лаптопот, треба да доработам нешто ми остана? Да, слободно. Работете си вие, јас сум за... Трети лаптоп ми е денес. Да. Повели? И сакав да ве прашам ова со Мерцедесов што требаше да го продадете за амбулантни возила да земете.
се дешава нешто, пошто од брза помош ни се јавуваат исто од нас, бараат коли, па да не ги носат на руки болниве сега као. Јасно ми е, генерале, али не можеме да го продаваме Мерцедесот. Па добро. Не може, значи доаѓаат делегации, гости. А види, возила ги брза помош ке земе. Брза помош ти гарантирам. Само авион да земе и после све ке средим. Не, авион обавезно, па вие како? Па вие кои идете за Брисел тамо, нема пешки да идете се инвеститори да носите? Да. Уште едно прашање. Германскава влада доделила на полицијава наша 5000 пара чизми. Ако може да ги замолите и за војска, и за нас да има нешто да обновиме. За војската значи јас сега ќе им се јавам на германците, еве сега одма, значи да завршим, одма ќе им се јавам на германците, па мора да има за војската на Северна Македонија да има чизми, човече. Па како тоа? Па вие сте гордоста на оваа држава. Војска, еј! Али? Прво авион да купите за владата, па после ќе им се јавите и на германците, така? Господине министре, извинете што ви сметав, дозволете да се оддалечам. И ЕКГ-то добро ви ова, гледам, одека. А со дозвола на гледачите ќе продолжиме со оддалечување од почетокот на вестиве. Јелена? На 12 септември 1942 во битка со анонимниот фашистички окупатор во близина на Ресен падна Стив Наумов. На 6 март 2019 година во битка со гравитацијата падна плафон во тоалет во студентскиот дом Стив Наумов. Според сликите, во текот на ноќта плафонот во тоалетот се срушил поради лошиот квалитет на истиот. За среќа нема повредени, а властите веќе превземаат чекори да не се повтори ова зло. Имено, тие планираат дел од студентскиот комплекс да го направат во кабриолет студентски соби за студенти по астролошките науки, а другиот дел слободна зона за кампување. А студентите ќе може да уживаат во природата и во чистиот воздух на Њу Делхи на истокот, Скопје. А сега она што сите го очекуваа. Мега интервју со гостинот во нашата емисија, односно кравата Смилка, која остро протестираше за набавката на фотели од говедска кожа во ЕЛЕМ и МВР и планираше да организира протести против истите заедно со синдикатот на овците на Република Северна Македонија. За жал, Смилка денес не можеше да зборува. Штета што уште еден борец за правда заврши вака, а не во или како фотелја во ЕЛЕМ и МВР. Уште еден борец сомален од системот и машината. Лесна искара. Лесна искара и од мене, а ние одиме понатаму. Се селиме во една текстилна фабрика во која условите за работа се за пофалба, но поради скромност сакаше да остане анонимна. Таму е нашата Елисалфета која ќе ни ја долови осмомартовската атмосфера. Да, студио, тука се случува некакво чудо. Имено се наоѓаме во една текстилна фабрика во Виница, Бангладеш, Светшоп МК, каде што сопственикот реши да им подари по еден цвет на работничките. Господине, од кај идејата за овој гест? Видете, значи денеска е 8 март, ако не се лажам, така? Да. Значи денес е денот на жената и јас по тој повод решив да вработам по една жена и да ја подарам како што е редот по еден цвет. Зашто, како рекол големиот мислител, жената е цвет, жената е птица во лет, не ја тепа. Дискутабилно дали го кажал тоа некој мислител, како да може да поразговарам со една од вработените? Слободно. Погио, како сте задоволни вие од гестот на вашиот газда? Овде сте, девојче, зашто немаме плата земено 3 месеци. Лажат по телевизиите. 5 месеци немаме земено плата. Не ми мине тема козо едно. Дали сте изненадени од гестов со ружава? Ја прашањето. Какво изненадување бе, тоа беше за очекување бе. Мартине, срце од човек, гледа. Супер дечко е. 3 пати на ден ни дава пауза од по 7 минути. Значи, а на мене плюс и хранарина. Како што може да забележите, работничките си заминуваат од прва смена. Господине Мартин, зашо вработените што излегуваат ви ги враќаат руживе? И како зашто па да ги вратам од цвеќара? А ова пракса ви е?
Каква пракса оваа година ни текна со колегите, седиме и викаме како што ни враќаат К15, оваа плата во кеш што ја зима, така да ни ги враќаат и 2000 што. Демек до една ружа ви стигнала. Мачкица, чао. И како до една ружа, мислам, ако още ти некој ружата, ќе му одбие од плата. Клара и Роза во гроб се превртуваат. Што сакаат да го прават за 15 минути почнува работа, ако не, ќе одбие од плата. Туѓе. Скандалозно, вчерашни открива. Председателот на Алијансата на албанците откри зошто нема повеќе да го поддржува Зоран Заев. Зошто? Затоа што доста е веќе. Одлична изјава. Изгледа села прогледал конечно. А сега одиме со уште еден македонски аутсайдер. Од ова епизода со ново име, национален аутсайдер. Така е, Јелена. Уште едно продолжение од емисијата која го разбранува македонското ткиво и слично. Јо сој ту падре, национален аутсайдер. Еден репортер, еден соговорник, многу тони јаболка и вистина измеѓу сите нив. Ова е третата емисија на Национален аутсайдер. Емисија која што разбранува јавноста, народот и Вардар кој што време тече во... Само во јавноста и народот. Со мене еден бизнисмен кој што сакаше да остане анонимен. За прв пат во Национален аутсайдер користиме дупла заштита. Нели, позната ни е, господине, секоја сезона со земјоделците. Ова чудо кошта 3 денари по килограм на големо. Во Скопје ова чудо кошта 45 до 50 денари килограм. Дали мислите дека ова е фер? Така е. Знаете, вака кога одговарате ми личи као да Мира Дизел ви врши транспорт на јаболката до Скопје. Точно. Вие, со уште двајца, сте единствените купци на јаболката на Малта. Ова е точно, дали ова точно, дали ова вистина? Токму така. Текми така. Велат дека имате српски фирми со кои што извезувате јаболка во Русија, затоа што Србија нели нема данок, Македонија данокот е 13%, што значи дека повторно имате некаков приход. Точно. Дали е вистина на незаконски начин имате заработено 7 милиони евра? Токму така. Да резимираме, анонимниот бизнисмен кажа точно е така, па да, така е, па да. Токму така. Се надам дека решивме некои прашања кои што ги загрижуваа граѓаните, народот, земјоделците од Ресенско, Подмочани и другите села. Точно. Да. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Ацо, во програма сме. Косата е најубавиот орнамент на една жена. Ке рече Одри Хебърн или украс, односно дзунзурка на наш јазик. А таа се чува најдобро во рацете на путец. Некои ке речат, кој не се стричал кај него, ке остане стар ерген. Добро бе, режија, ке се смириме ли ние некогаш? Па до кога вака више? Аман!
Ајде, еве и Пролет дојде надвор више. Шефе, зашо да не правише венчеца кој кичиња? Не бе, тоа е старо. Прв вестник на Пролета ти е кој ќе видиш ова жениве диета дека држат, тоа 100% ти е више Пролет иде. Еве го и овој со операва, гледаш, мајски оперски има. Цепа идете така, одличен си. Рикер беше некне у Македонија, одавна не сум го видел. Иначе јас сум у него матичен бербер уште прв пат кога беше у Македонија. И сега некни кога доаѓа тука, право кај мене, данк, на ова столчево ти што седиш. И ми вика, путец бе, кај си знаеш ли колку ми фалиш? Вика, само ти можеш да ме погодиш у главата, вика да ми ја направиш кој што треба. Вика, ма бе, ти го знам калапот бе, Филип, што да ти речем? Кажи им што ти рече за сео. Што ми каже за сео? Нема бе, тама ништо таа. Гледаш, све ќе направат само гз да спасат. Ќе се договорат све, као немало сега бомбиве да им бидат доказ, ќе можеле да бидат они СЕО за организиран криминал, ќе можеле да ги гонат и актуелни бе. Шио ми га джура, ти реков ми рече, бе, ајде глупости тамо. Ќе ни замачкаат очи, само и па ништо да биде. И му викам, Филип, абе, ќе им дозволите ли вака да тераат? Ми вика, не се секире, бе, вика, капетанот цврсто го држи, вика, кормилото в руки. И му вика, ми шо го држи, плива ли плива, а? Се згази во смеење, смешки. И шала на страна, ми вика, не се секире, вика, путец, сега ќе им кажам ја, и искача другиот ден со изјава Рикер, и вика, ако не гласате за СЕО, има у магарешка клупа унето да седите. И овие наши бе, ручна ретерирава сите. И као ќе изгласа лека све ке средат, али ја мислам дека ниеден од големиве криминалци нема да лежи бе, све е тоа, така е. И ми вика, путец, ако е така, вика, ја ти обечавам следниот пут не чврга, кој ќе доам, вика, со безвол, палица и лом ке направам. А ти кажам, само тоа е спас, да дое шумарот и да ги избрка сите. И СДС, и ВМРО, само дој ке си остане. А мислиш овој Стево Бајов, ако дојде за председател дека ќе не оправи? Ајде бе, и тој гледаш, популист искочи се. Пишал у анкетен лист тамо Стево дека има југо од 99-та година. Ки искочи као овој со Пунтово што беше демек, разбираш? И каков е бе тој председател што ќе биде ако не може да си купи една кола од Немачка на старо у југо што се вози тука? И на крај ќе искочи сите нас ќе не извози, ја што ти кажа? Готово, дај пешките. Гледај се. Магија, оп! Оп! Хе-хе-хе, види ме што си имат. Само многу ми се брчкаш бе, седи мире, многу ми се брчкаш. Млад си да бидеш ваков. Ајде шетај, дај друго дете. И така чекор по чекор или на македонски кроце по кроце стигнавме до почетокот на вчерашни. Ако не ја фативте емисијата на време, од полноќ ја имате на YouTube или на македонски кажано Тицевка. Така е, Ацо. Добро утро на сите, освен на тие што додаваат на песни па каже или на македонски па кажувам. Па кажувам добро утро и од мене. Останете како сакате. Што шампон користите? Штипе? Штипе, бе. Такво време денеска дојде, знаеш. Храната ти е пуна со хемија, ова све што се шампони, козметика, сапуни, тоа све ти се со бадем, со лимун, со лаванда, знаеш како е. Туку не ни е тоа темата. Заврши емисијата, ај друг пут ќе ви кажам. Ајде, кажи чао.